crveno moje Kumanovo. Bilo i pake bideš. Dobro večer, dragi moji sograđani, prijatelji, rodnini i poznanici. Dobro večer, VMRO DPMN. Dobro večer, Koalicija za Podovre Makedonija. Dobra večer, počitvam premijer na Republika Makedonija, gospodin Nikola Gruevski, počituvani ministri, predstavnici na vladata i sobranina, zato što istata na Kumanovo mu je neizmjerno potrebna. Zato što Kumanovo insistira na to promjena koja posekuva kako što site možete da zabeležite. Ovo je reki od ljudje koji go preplavija ploštadot. Promjena koja posekuva site vo Kumanovo. I Makedonci, i Albanci, i Srbi, i Romi, i Vlasi, i bogatite, i siromašnite, i selata, i centerot na gradot. Promjeni koji se baranje na masata naši sograđani, koji ge posetiv me lično i koji nema voda za pijenje i kanalizacija vo 21. vek, na ogromni odbroj nevraботени, a i na masata vraботeni vo komunalните предприятия koji ne zemaat plata so meseci, na onije koji na prvite doždovi стануваат поплавени, onije koji ne može da go vidat soncето od zgradite koji gi zadušile. Promeni, počituvani sograđani, koji gi podržuvat i posekuvat, i onije koji do sega ne pomisluvali na druga politička opcija, a сега neizmjerno je posekuvat tog mundašata. Zato što, poučeni od dosegашните iskustva na centralno nivo, nije insistirame na novi ideji, čestno liderstvo, zato što создаваме dela kako trajno dobro za građanite nova država. Počituvani Kumanovčani, ja sam dr. Zoran Đorđijevski, čovjek koji site vije dobro go poznavate. Влегувам во ова битка за Куманово без валкани раце, со чист образ, со чиста мисла и со чисто срце. Без никакви афери на приватно ниту професионално поле. Ме знаете како човек кој ветува само она што може да го исполни и остава делата да зборуваат за него. Влегувам во битката за Куманово затоа што ве гледам и чувствувам дека на градов му е доста од водење на политика од страна на оние кои тоа не им е работа, од страна на оние кои требаше да го менаџираат градот и да создаваат дела. Мојата програма нуди ревитализација на градот и оди со слоганот нови дела за нов напредок, нови дела за подобро Куманово. Мојата програма, мојата вредност, а и вредноста на ВМРО ДПМН е во дадениот збор, а мерило за колку вреди тој даден збор е реализација на ветеното со дела. Да им оставиме политиката на оние кои најдобро знаат тоа да го прават, а ние заеднички со поддршката која ја имаме од премиерот на Република Македонија господин Никола Груевски, поддршката од ВМРО ДПМН и Коалицијата за Подобра Македонија, да го поведеме нашиот град по еден нов, по-прогресивен и по-просперитетен пат. Пат по кој ќе чекориме заеднички и во добро и во лошо, но секогаш кога ќе се свртиме и ќе погледнеме наназад, ќе видиме дека зад нас, за генерациите што доаѓаат, сме оставиле дела. Дела кои ќе сведочат за нашето постоење и начин на живење. Во Куманово ќе се заборави селективниот пристап на работа на градоначалникот. Секоја местна или рурална заедница ќе има подеднаков третман, затоа што тоа и го заслужува. Куманово ќе го заборави принципот на работа за едни мајка, за други маќеа. Почитувани сограѓани,
Битката што ќе биеме за Куманово ќе биде битка за градоначалник кој ќе биде еден, но еден за сите. И за оние од Центар, и за оние од Карпош, и за оние од Оброшане, и за оние од Лопате, и за оние од Гоце Делчев, и од оние од Перочичо, и за оние од Колицко, и за оние од Черкезе, Пуковско, Ајдучка, Чешма, Зелерит, за сите! Секој дел од Куманово и Кумановско е споменат во нашиот водич за раководење со градот и населбите во наредните 4 години. Излегуваме пред вас, почитувани сограѓани, со јасно дефинирана програма, со конкретни проекти и рокови за нивна реализација. Програма зад која, како гарант за сигурна реализација, покрај мене и мојот тим, јасно и недвосмислено застанува и целата влада на Република Македонија на чело со премиерот господин Никола Груевски. Нешто што досегашниот градоначалник ниту сакаше, ниту умееше да го користи, само затоа што помошта доаѓаше од влада, предводена од ВМРО-ДПМН. Цехот од ваквиот начин на менаџирање со општината го плативме сите ние заедно, почитувани кумановчани. Поради тоа, ние настапуваме искрено, транспарентно и честно, спремни за 4 години од ова исто место да излеземе со очет за сработеното, затоа што доктор Зоран Ѓорѓиевски стои цврсто за тоа што го ветил. Ветеното во програмата не е ништо бомбастично, но е реално остварливо и пред се нужно потребно на нашиот град. Стратешките цели на програмата пред се ќе бидат економскиот раст, развој и просперитет на општината, креирање на услови за нови работни места и решавање на проблемите со водоснабдувањето, водоводните и канализационите мрежи и инфраструктурни проблеми. Ова се дел од врвните проекти од кои ние, сите заедно, почитувани пријатели како град, ќе имаме траен бенефит доколку ни ја дадете довербата да ја водиме општината во наредниот 4-годишен мандат. Обнова на Тутунскиот вод, со што приливот на вода во филтер станицата ќе биде доволен за наредните 10 години. Формирање на индустријска развојна зона, 3 градинки во Зелерит, Карпош и Перочичо, 3 училишни спортски сали во Наце Буѓони, Јероним Дерада, Кирил и Методи. Целосна реконструкција и надградба на градскиот стадион, нова автобуска станица, формирање на јавно сообраќајно предпријатие, нов зелен пазар во населба Гоце Делчев, изградба на нови водоводни и канализациони системи низ сите градски и приградски населби во Куманово, изградба на 3 кружни тека кај пазарот, Октомвриска револуција, патот за Свети Николе и конечно ќе воспоставиме ред во сферата на урбанизмот и сообраќајниот хаос. Пријатели мои, убеден сум дека со поддршката што ја имаме од централната власт, јас и мојот тим го имаме потребниот капацитет и сите предуслови да ја водиме успешно и квалитетно нашата општина. Но убеден сум и во една друга работа, почитувани. Тоа не можеме да го направиме без вас, без вашата поддршка. Затоа, уште сега, една работа, гледајќи се искрено во очи, треба да расчистиме. Овие избори не се за доктор Зоран Ѓорѓиевски. Овие избори се за нас. Овие избори се за нашето Куманово. За сите оние кои искрено му сакуваат подобри денови на секој жител на Куманово, кои посакуваат дела за Куманово. Голем
Голем дел од вас, почитувани пријатели, беа сигурни и имаа доверба во одредени моменти да го стават дури и својот живот во моите раце. Убеден сум дека сега ќе имаат уште поголема доверба и ќе ми дадат шанса, доверувајќи ми ја судбината на општината на раководење. 24 март е ден кога треба баш онака нашки, македонски, смело, храбро, масовно да излеземе на гласање и за окружување на бројот 19 да се ослободиме од стереотипите кои како црн облак висат над нашата општина со години. Со тоа ќе станете дел од делата за Куманово. 24 март е ден кога треба баш онака нашки, кумановски, смело, храбро и масовно да излеземе на гласање и за окружување на бројот 4 да се ослободиме од стереотипите на овој град. Станете дел од идните дела во нашата општина, почитувани пријатели. Овозможете му прогрес и просперитет на Куманово. Овозможете си подобри, нормални и пристојни услови за живење, вам и на вашите поколенија. Пријатели мои, интуицијата што ја имам никогаш не ме изневерила. Она што во овој момент го чувствувам, ми дава за право да ви кажам, оти сум убеден дека она што во Куманово започнува на 24 март ќе биде уште една голема успешна операција. Операција која ќе му даде нов живот на нашиот град. Операција во која вие ќе бидете првите асистенти и соработници. Вие, драги мои кумановчани. Затоа, одиме заедно на победа. Победа за реализација, победа за дела. Македонија!